Во изминатите 24 часа на клиниката за инфективни болести е примен и 76 годишен пациент, за кој постои сомневање дека е заразен со вирусот западно-нилска треска. Со овој нов случај, бројот на пациенти кои се третираат како клинички сомнителни случаи достигна 7, додека кај 10 пациенти веќе е потврдена западно-нилската треска. Тројца од нив се во критична состојба, хоспитализирани на оделот за интензивна нега и поставени на механичка вентилација. Нивната здравствена состојба, според лекарите, останува непроменета. Сите пациенти се од Скопје. Aktualisht në klinikën për sëmundje infektive janë të hospitalizuar 10 pacientë, të cilët është përdoftuar në mënyrë laboratorike prezenca e etheve të Nilit Perëndimor. Nga këto 10 pacientë, 3 pacientë janë në gjendje kritike dhe gjenden në ventilim mekanik. Директорот на клиниката за инфективни болести, доктор Фадил Цана, информираше дека најизложени на ризик се лицата над 60 години, хронично болните и лицата со ослабен имунолошки систем. Тој нагласи дека 80% од заразените ја поминуваат болеста со благи симптоми или без симптоми. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања. И тоа треба да се напомене. Значи, постарите лица со придружни заболувања, имунокомпрометирани лица, тоа со ослабен имунитет, се подложни на овој вид на заболување. Тоест на потешката форма, затоа што 80% тоа што неколку пати е кажано, на 80% од случаите поминуваат лесно или да кажам и асимптоматски. Цана информираше дека за да се потврди невроинвазивната форма на болеста кај најновиот случај, потребни се дополнителни анализи на цереброспиналната течност. Тој објасни дека ПСР тестот не се смета за главен стандард за диагностицирање на невроинвазивната форма на западно-нилската треска, поради што пациентите се подложуваат на дополнителни лабораториски испитувања и се третираат како заболени од вирусот. Според Цана, периодот на инкубација трае до 14 дена, а текот на болеста не може да се предвиди за секој пациент.